Изградбата на првата катна гаража во Охрид е историски момент. Се работи за проект чија реализација 4 децении беше ветувана, а е од суштинско значење за туристичкиот центар и топ приоритет и на централната и на локалната власт. Проект кој што е делот за кој што се боревме, би рекол, преку 3,5-4 години документационо да завршиме работа со 300 проблеми. Знаете, имавме изјави на некои дамнешни, односно поранешни министри за култура дека катна гаража не било јавен интерес, меѓутоа имаме влада која што е силно посветена на потребите на граѓаните и документацијата буквално ја завршиме во едно кратко време. Катната гаража ќе има капацитет за околу 200 паркинг места, ќе биде на 5 ката, а треба да биде готова за година и пол, односно пред почетокот на идното лето. Се работи за инвестиција тешка над 2 милиони евра. Ова беше проект за кој што претходната влада велеше дека не може да се реализира, но законските измени кои ги направивме на почетокот на мандатот на оваа влада отворија можност за реализација на вака капитални проекти, истакна министерот за транспорт и врски Николовски. Морам да кажам дека беше предизвикувачки од аспект што требаше да се вклопат 3 различни заштити тука. Едната е секако генералната заштита на УНЕСКО, втората е заштитата на културното наследство и третата е архитектонската заштита. Сите 3 се направија со поддршка на општината, со поддршка на Завод и Музеј Охрид, Министерство за култура и сите надлежни институции и финално во можност беше Министерството за транспорт да ја издаде градежната дозвола, имајќи предвид дека се работи за објект кој што е во директна надлежност на државата. Премиерот Мицкоски ја поздрави динамиката со која се спроведуваат и другите капитални проекти, како автопатот Кичево-Охрид, кој што ќе биде готов до средината на идната година. Охрид ќе добие лик како што заслужува, истакна Мицкоски. Следен проект кој што мислам дека треба многу внимателно да му се посвети внимание овде во Охрид е Плавошник. Конечно да го завршиме тој проект. Почнат од пред многу време. За жал не бил во приоритетите на многу влади претходно. Оваа година, имајќи предвид можностите на буџетот, одвоивме скромна сума на средства, но важно е да се доподготви проектната документација и следната година многу посилно да се излезе на терен. Во рамки на денешната посета на Охрид, премиерот и вице-премиерот направија увид на реконструкцијата на плоштадот кај Чинарот и новата пумпна станица во Метропол. Охрид е буквално во моментов градилиште. Се реализираат проекти финансирани и од државниот и од буџетот на општината. Станува збор за приближно 15 милиони евра, потенцираше градоначалникот Пецаков.